интервјуа на Радио Илинден, Мелбурн. Денешен наш соговорник е градоначалникот на општина Карпаш, господинот Стефче Јакимовски. Пред се да ви заблагодариме што сепак успеавте да одвоите време и да го направиме ова интервју за сите слушатели на Радио Илинден, Мелбурн. Прво би започнала еве со состојбата во Македонија, која не е многу на завидно ниво кога станува збор за безбедноста во Македонија. Последното нешто што ја потресе јавноста е петкратното убиство во Смилковци. Што мислите вие околу целата оваа ситуација и дали мислите дека може да се дојде до било какво решение да престанат ваквите насилства? Состојбата во Македонија не е добра по многу основи, не само по меѓуетничките безбедносните услови, економската, социјалната ситуација не е добра, состојбата со човековите права, функционирањето на судскиот систем, а како круна на сето тоа секако дека е безбедноста и заштитата на граѓаните. Во конкретниот случај, монструозното убиство кај Смилковци е врв на неодговорноста на нашите тајни служби. Евидентно дека нашите тајни служби се занимаваат со опозицијата, што прави опозицијата, и буквално представниците на власта се грижат само тајните служби ги имат впрегнато во одбрана на власта од опозицијата, а не истите да се користат во разузнавачки цели за безбедноста на граѓаните на Република Македонија. Разузнавачките служби биле должни да знаат дека вакво убиство е планирано, односно дека по сите елементи што извршено ово убиство укажува дека се работи за воено-полициски структури, се работи за луѓе кои што веќе убивале, затоа што траговите тешко се откриваат, убиството е направено максимално професионално и целата состојба уште повеќе се изложнува што имаме пукано од три оружја, а не од едно, што значи дека не е воопшто лесно да се обезбедат доказите и да се пронајдат столитерите на ова убиство. Велат дека е успешно завршена целата оваа истрага околу убиството. Што мислите вие? Ако е успешно завршена, тогаш зошто ни се овие тензии? Познавајќи си ние нашата власт, одnosno представниците на нашата власт, ако беше успешно завршено, тие ќе скочеа со спектакуларни пресконференции на кои што со слайдови ќе објаснуваа од каде доаѓале нападјачите, како го извршиле убиството со комплетната приказна и така натаму. Ние ништо од тоа до ден денеска немаме. Дај Боже да се тие сторителите на убиствата, меѓутоа се отварат многу енигми во јавноста. Вие видовте дека во оваа држава се случи представници на ВМРО да си убијат свој представник кој што сакаше да се израдува на победата на ВМРО ДПМН. Вие видовте дека оваа власт се користи со повеќе од двомесечно прислушкување на еден од лидерите од опозиционите партија, тој е конкретно Љубе Бошковски, во крајно монтиран политички процес, денеска тој се наоѓа за решетки. Ние видовме дека во исто така монтиран политички процес Вели Рамковски со скоро цело своје семејство, не знам, уште едном некој маче ако му се шета по дворот, се останато е ставено во затвор. Ние видовме дека во политички монтиран процес во измислени наводно 1,30 м над дозволената кота за изградба, која што самиот градежен факултет потврдува точката од која што треба да стартува градбата на Фијат Цановски. Овој човек инвестиција вредна 60 милиона евра со динамит му е разнесува, што значи се работи за на една фашизоидна власт која што води една тотална војна против сите своји истомисленици кои што се во Република Македонија и нормално трошејќи енергијата да се заштити од неистомислениците, ја губи битката со непријателите на државата и на народот, а тоа се разни терористички групи за кои што за волја на вистината министерот за внатрешни работи на Србија и разни представници од српските авторитети, како што и председателот Тадич, повеќе пати укажуваат дека во Македонија се подготвуваат терористички групи. Тука да споменеме и моменталната економска состојба во Македонија. Вие како поранешен министер за економија, што мислите околу сето ова? Во нашата држава има и многу голема невработеност. Јас ќе дадам само некој податок. Во 2002 година, кога додавме на власт, имаше 333.000 вработени
и ние како влада имавме обврска според аранжманот на ММФ и Светска банка да отпуштаме наредните 3 години по 4% од администрација, а четвртата година само оние што отидоа у пензија на нивно место вработувавме, што значи дека немавме, не само што немавме зголемување во администрацијата, туку имавме намалување од 12% и тоа е една впрочем од причините зашто СДСМ падна од власт. И од 2002 до 2006 година се вработени преку 60.000 лица, значи од 333.000 лица ние вработени, ние оставивме 394.000, значи 60.000 се вработени. Денеска имаме 467.000 вработени лица и сите тие 70.000 лица се вработени во администрација. Тоа е само дополнителен товар на даночните обврзници. Стопанството е веќе има оловни нозе и буквално не може да се движи од тежината која што имаат давачките. Невратен данок на додадена вредност имаме фирми по 15, по 20, по 30 милиона денари, по 100 милиона денари невратени средства. Малите стопанственици веќе се издишуваат, особено ако се работи, да речеме, фризери, козметичари, кафанджи, бербери и така натаму. Сето тоа што прво што се редуцира во услови на немаштија. Гледаме дека владата не знае да се справи со растешките цени на нафтата и нафтените деривати, растешката инфлација што ни доаѓа од надвор. Единствено што се обидува да брани, тоа е оно што не се брани, тоа е курсот на домашната валута. Со тоа што имаме преценета домашна валута, Македонија овозможува од странство повеќе да бидеме заинтересирани да се купиме од странство отколку дома да произведеме, и како резултат на тоа ни се зголемува увозот, ни се намалува извозот и впрочем тоа го говори фактот дека Македонија веќе нашиот трговски дефицит поминува повеќе од годишно повеќе од 2,7 милиарди евра, а инаку вкупниот девизен долг на Република Македонија веќе надминува над 4,8 милиарди евра, што значи дека состојбата на Република Македонија од година во година се влошува. И моите проценки се дека таман Грција ќе се санира од банкрот состојбата во која што се наоѓа, следна ќе биде Република Македонија. Еве ви најпрост пример, поготово сакам граѓаните македонци кои што живеат во Мелбурн да знаат дека Македонија во 2015 година треба да врати 500 милиона евра странски долгови. На државен буџет од 1,3 милиарди евра, можете да замислите колку пари се 500 милиона евра, тоа значи повеќе од 1/3 од буџетот треба да се вратат странски кредити, кои што оваа влада се задолжуваше во изминатиот временски период и што е најстрашно, се задолжува за да гради споменици, за да купува жални врби, за да прави огради на мостови, за да сега аквапарк гради, да прави етно село и така натаму, сето она што не создава нови вредности. Дури градоначалникот на Скопје зема 1 милион евра кредит за да купи канти за отпадоци и практично во нашата општина секој што имаше по една канта му се подели уште по една, сосема непотребно се потрошија тие големи средства. Практика на оваа влада е да лесно заработува средства, односно со принуда и уште полесно тие средства ги троши, и тоа е евидентно дека се работи за една расипничка влада која што во изминатиот временски период не изгради ниту еден инфраструктурен објект. За 6 години имат изградено само 7 км аутопат, и тоа никаков аутопат од Куманово до Табановце, и ништо повеќе, нема ниту една хидроелектрана, нема ниту еден мелиоративен систем. Јас не знам како оваа држава смета да се развива без развивање на енергетските потенцијали. Не се работи ништо на енергетската ефикасност. Хидроелектраната Матка 2 е почната тогаш кога јас бев министер за економија во 2004 година. До денеска и таа брана го изградивме, патот до браната, опточниот канал и почнавме телото на браната да го градиме. Од 2006 година нааму ние веќе немаме никаков фабер за таа хидроелектрана. А увозот на електрична енергија кога јас бев министер беше негде околу 70 милиона евра, сега увезуваме електрична енергија во вредност од 600 милиона евра. И сега можете замислите во каква енергетска зависност е Република Македонија, а енергијата од година на година се повеќе и повеќе ќе биде скапа. Тоа значи дека нашите производи ќе стануваат све поскапи на светскиот пазар. Нема да можеме да издржиме конкуренцијата и трговскиот дефицит буквално ќе уништува Република Македонија.
Нешто што исто така е многу актуелно е влезот на Македонија во Европска унија и во НАТО. Би сакала да го слушнам вашето мислење околу сето тоа, околу промената на името на Македонија. Дали сметате вие дека треба Македонија да влезе во Европската унија и дали сметате дека за да влезе таму треба да го промени името? Од нас никој не бара да го промени името. Се бара да најдеме компромис и да се направи додавка во нашето име, некоја географска одредница, за да ние во суштина сме во право, меѓутоа имаме проблем. А тој проблем, ни сожда уште поголем проблем, не можеме да го продолжиме патот на евроатлантските интеграции. Во Европа и во НАТО никој нема да те прими со проблеми. Секој сака да дојдеш со претходно решени проблеми. Ние, као политичка партија, силно поддржуваме нашите напори да влеземе во НАТО и во ЕУ, меѓутоа евидентно дека ова што го работи Груевски е само обична парада, ги подига националистичките страсти во државата, дека неговите споменици и неговите иритирање на нашите грчки соседи не ни донесоа добро, туку ни само уште повеќе ни го тежна тој евроатлантски пат. И сега е готово невозможно да се реши проблемот, бидејќи и да сака да има авторитети во Грција кои што се спремни да направат компромис со Република Македонија, веќе имаме нестабилни влади кои што немаат мнозинство. И сметам дека Груевски пропушти златно време кога Караманлис имаше мнозинство во парламентот, иако беше од двајца пратеници, сепак имаше мнозинство и дека тогаш со една мека, коректна, добрососедска политика можеше да се извози целата работа. Впрочем, како го добивме ние статусот кандидат за влез во Европската унија, а немаше никаков проблем, затоа што бевме влада која што не се обидуваше да се конфронтира со соседите, туку напротив сакаше да ги развива добрососедските односи со нашите соседи. Кога би биле вие, значи кога би можеле вие да одлучувате за иднината на Македонија, што би направиле за да биде Македонија поубаво место за живење? Најпрви мора да владее правото и правната држава, мора да има слобода на говорот и на медиумите, граѓаните мора да имаат безбедност и добра политичка заштита, а Република Македонија со тоа што ќе биде правна држава и ќе има добра политичка заштита, ќе биде и поатрактивно место за странските инвеститори. Треба да се создаваат пријатели во соседството, а не непријатели, и оние кои што традиционално не се пријатели, ние треба нив да ги респектираме. Сметам дека сериозно треба да се испита дали понатаму треба да водиме ваква политика на девизниот курс, прашање дали треба да водиме цврста монетарно-кредитна политика или треба малку да ја релаксираме, да влезат повеќе пари во стопанството, и сметам дека треба се релаксира фискалната политика во Република Македонија. Таа е ригидна фискална политика со која што огромни средства. Можете да замислите, кога јас бев во владата, буџетот на Република Македонија, значи државниот буџет плюс фондот за патишта, фондот за пензиско и фондот за здравство беше 1.650.000.000. Сега целиот тој буџет е преку 2,7 милиарди. Значи цела 1 милиарда плюс. Помножете го по 6 години, тоа е 6 милиарди евра. Можете да замислите колку се тоа многу пари кои што се извлечени од стопанството и од граѓаните. Ова е вистински пример кога една влада се обидува да како концепт парите од граѓаните и од стопанството ги прибере ке себе во буџетот и потоа ги троши нерационално. За разлика од нив, нашиот концепт беше повеќе пари да има кај стопанството и граѓаните, затоа што тој концепт овозможува поприродни текови на движењето на парите и поприроден развој на стопанството во една држава. Тоа се познати теории. За разлика од тоа, сега имаме ситуација во која што државата е таа која што соби ги прибира парите на лесен начин, а ги троши на уште полечен начин, затоа што ги прибира со принуда и нормално лесно се работени пари и лесно се трошат. Наредната година имаме не очекуваат локални избори. Кои се вашите очекувања? Ќе успели Стефчо Јакимовски да добие уште еден мандат? Резултатите што ги имаме постигнато во општина Карпош, задоволството на граѓаните на анкетите покажуваат дека граѓаните се задоволни од мојот ангажман и од работата на Советот, и анкетите на ниво на град Скопје покажуваат дека во моментов најпопуларен градоначалник и градоначалник кој што ужива најголема доверба имам токму јас. Сето тоа говори дека во 2019
2013 година на локалните избори ќе имаме навистина добра можност граѓаните да бираат меѓу оние кандидати кои што се подготвени да ги водат локалните самоуправи во наредниот временски период. Моето мислење е дека ние во изминативе 3 години се наметнавме како една динамична општина, како вистински пример на општина која што може успешно да се развива и да биде водечка општина во Република Македонија без поддршка од актуелната владеачка гарнитура, туку напротив и дури со сопки од страна на актуелната владеачка гарнитура и од градот Скопје, но овој уште еден доказ дека граѓаните на локалните избори треба да мислат кога гласаат. Дали ќе гласаат способни луѓе или пак гласот ќе го даваат за политички представници на политички партии по принципот и магаре да врзаш и магаре ќе гласа. Кој е вашето мислење за диаспората и колку е потребно и таа да биде креатор на политиката во Македонија? Искрен да бидам, јас не можам некој поголем придонес да видам од представниците на диаспората. Ова кога го говорам од аспект на представниците од диаспората во парламентот. Тие станаа продолжена рака на актуелната владеачка гарнитура на Никола Груевски. Очекував дека тие малку потрезвено и покритички ќе се однесуваат према состојбите во Република Македонија, према растечката сиромаштија, невработеноста, маките што ги имаат овие граѓани, дека многу потрезвено ќе размислуваат, меѓутоа евидентно дека тие се стопија во нивните партиски клишеа и затоа граѓаните од диаспората на наредни парламентарни избори треба да се потрудат да одбираат вистински своји представници кои што ќе ги презентираат овде во Република Македонија, а не представници кои што ќе ги уживаат придобивките од власта и ќе биде само продолжена рука на власта во Република Македонија. Впрочем, диаспората, шансата да гласа диаспората и да има своји представници во парламентот беше таа да внесе нов дух, нова свежина во парламентот, да внесе нови знаења, да пренесува искуства од земјите од кои што доаѓаат. Напротив, се случува да и овие представници бидат исти онакви какви што ги имаме сега од овде од Република Македонија како апологети на извршната власт, односно да бидат и тие соучесници во состојба во која што значи дека извршната власт целосно се става над законодавната и судската власт. Од диаспората велат дека тие се строго за непромена на името и за никаква додавка. Што мислите вие за ова? Добро, јасно е дека со граѓаните по прашањето на името треба да се работи, треба да се разговара, треба да се изнесуваат аргументи, инаку и јас исто така сум против, се спротивставувам на промена на името на Република Македонија, меѓутоа сепак сметам дека некој компромис треба да се најде по принципот и волковците и овците на број, за да можеме да го поминеме овој тежок период, затоа што за Македонија се надвиснуваат големи прашалници. Ако сега веќе сме и 2008 година Црна Гора не беше држава, а денеска таа има датум преговара за влез во Европската унија, значи добие статус кандидат. Србија, голтна големи кнедли, Тадич видовте отиде на Овчара во Вуковар да се поклони, отиде во Сребреница, го предаде Младич и Караджич и голтна голема кнедла исто така за Косово, се во име на нацијата и во име на предокот на својата држава. Сметам дека компромис треба да се бара, еден компромис кој што ќе ги деблокира евроатлантските интеграции, но во суштина лага е дека некој од нас бара да го промени името, а уште повеќе лага е дека некој од нас бара да го промениме идентитетот. И јас само сакам да апелирам, доколку Косово и Албанија влезат пред нас во Европската унија, Република Македонија ќе се соочи со уште поголеми проблеми, затоа што во тој случај остануваме една од последните земји кои што ќе остане надвор од овие евроатлантски интеграции. Нормално е да албанската заедница која што е во Република Македонија да го постави истото на прашање кое што го поставија црногорците во Србија при осамостојувањето на Црна Гора од Србија и дозволата која што доби Мило Џукановиќ од страна на западниот свет за референдум по принципот тоа дека ние црногорците не можеме да чекаме
србите да ги истерат сите своји инати што ги имаат. Ние сакаме да како народ да одиме напред и така натаму. Сметам дека во многу слична ситуација ќе се доведеме ние овде во Македонија и затоа ауторитетите, властите што ги бираме треба да водат сметка за овие опасни историски факти и ситуации во кои што ќе се најде Република Македонија и затоа се политичарите некогаш и дури ќе бидат критикувани од народот, од граѓаните, меѓутоа затоа добиле мандат да носат мудри одлуки, затоа што, како вели Негош, кој највише седи, најдуже гледа. Ние што седиме на овие фотели треба да гледаме малку подалеку, затоа што нормално обичните граѓани размислуваат и одлучуваат да решаваат онака како што ќе им се презентира најчесто, меѓутоа оние политичари кои што седат во удобните фотели треба да размислуваат многу подалеку, да гледат државата каде ќе оди после 20, после 30 години и да носат одлуки кои што ќе бидат во интерес на државата, а не на една или на друга група, или пак да се додворуваат на граѓаните, што е сосема погрешно. Дали доколку диаспората биде целосно обединета, би можела така и многу подобро и да делува? Кое е вашето мислење? Добро, јас мислам дека диаспората од Америка си има своји проблеми, диаспората од Австралија си има своји проблеми, своји гледања на работите, диаспората од Европа таму важат други правила, си има своји размислувања. Мислам дека добро, убаво е да бидеме обединети, меѓутоа кога збориме за обединета диаспора, не може да зборуваме само за обединување, да речеме, не знам, на македонците диаспората, тогаш зборуваме за сите оние граѓани кои што живеат во Република Македонија, вклучувајќи албанци, турци, роми кои се наоѓаат надвор од Република Македонија. Јас што би порачал на диаспората, сите оние кои што овде живееле во Република Македонија или има своји роднини во Република Македонија, исто така да се трудат со животот и во диаспората со граѓаните, пријателите албанци, турци, роми, бошњаци, срби, исто така да создаваат и таму една Македонија во мало надвор и кое што ќе кореспондира овде со Република Македонија, зашто добрите односи и надвор и внатре, само уште повеќе со етничките групи во заедници во Република Македонија ќе придонесат до уште поголема стабилност на Република Македонија. Многу ми навелат дека клучот за успех на Македонија и во диаспората. Дали сметате дека постои добра конекција со Македонија и со нашинците во странство? Па, е така, меѓутоа од моето искуство кое што го имав како министер и на економија и на труд и социјална политика, морам да кажам дека во тој временски период гледав мал интерес на диаспората во однос на финансирањето, ангажманот нивни во Република Македонија. Најчесто тие имаат едни сознанија кои ќе се соочат со вистината во Република Македонија е нешто сосема друго, нашиот систем функционира на подруг начин. Впрочем, диаспората имаше и свој министер, тоа беше господин Ташковиќ. Гледате како неславно заврши. Има и други министри кои се донесени од диаспората, но и Димсовски, како се вика, заменик министер земјоделие, и тој е тргнат од владата, евидентно дека тие луѓе не се снајдува најдобро или пак нашиот систем не е компатибилен со системите кои што тие ги представуваат, или пак тие имаат некоја илузија за земјата од која што потекнуваат. Мислам дека кога ќе дојдат во Република Македонија ќе се соочат во суровата реалност, дека овде не функционира најдобро правната држава, дека економските проблеми се големи, дека најтежок проблем е невработеноста и дека многу тешко се е можно да остварите една доследна, конзистентна политика, зашто секојдневните краткорочни проблеми ги надвиснуваат, односно ги надвладуваат стратешките интереси и за граѓаните и за Република Македонија. Ја ве благодарам многу што одвоивте време и што го направивме овој разговор за слушателите на Радио Илинден Мелбурн. Ви благодарам. Благодарам.